Имаме доста интересен викенд пред нас. Време е за Overtime with TJ. Овој пат, за разлика од минатата недела, ќе имаме и Фантази Премиер Лига. Имаме и доста интересни надпревари низ цела Европа, меѓутоа ние ќе се задржиме на 3. За кои 3 надпревари после Фантази Премиер Лига? Да видиме што се случуваше изминатава недела. Имам 121 бод. Меѓутоа, тоа се должеше на неколку работи, меѓу кои на успешниот викенд, односно двојната недела на Ливерпул. Така да Салах ми донесе, види, скоро 60 бод, односно половина од овие 121 бод. Да видиме кај сме на лигата на спортски. Јас сум 53-ти. Добро, очекував дека ќе има малце поголем скок, меѓутоа не се. Тоа е, имам 1552 бода, а првиот им 1715, леле, многу. Добро, има уште до крајот и да, се надам дека сепак ќе завршам на едно од топ 5 местата во оваа лига со која што организираме заедно со sportski.mk и дека ќе освоам една од наградите. Добро, да видиме што е најважно пред следното коло на фантази. Повторно имаме двојна недела. Само да идеме кај тимот. Два тима играат два пати, Ливерпул и Астон Вила. Вила игра со Ипсвич Таун и со Ливерпул, додека Ливерпул игра со Волверхемптон и нели со Астон Вила. Ако се уште ви останува да одиграте некој чип меѓу кои веројатно трипл кејптен, сега би можело да биде најдобро време да го користите Мухамед Салах. Има два надпревари и може да ви донесе многу бодови. Алтернативно на тоа, можете да го играте и новиот чип за асистент менеджер на Арне Слот. Јас го имам одиграно. Еве го. Го искористив овој чип и затоа добив толку многу поени изминатава недела. Значи ми донесе повеќе од 15 поени, ако не се лажам. Сега, кои се моите предлози за оваа недела? Мои предлози за трансфери се Джастин Клајверт 5,9 милиони фунти, Антонио Семењо 5,6 милиони фунти и може би еден од двајцата најдобри во Брентфорд. Брајан Мбоемо 7,9 милиони фунти или Виса 6,3 милиони фунти. Што ќе направам јас? Одиме во трансфери. Бруно Гимараеш ќе го дадам, не ми донесе, очекував многу повеќе од него. Ќе го продавам Бруно и ќе земам еден од овие што ги спомнав, односно ќе го земам Джастин Клајверт. Клајверт игра против Саутемптон оваа недела и очекувам Бормо да тепа, а Клајверт да биде еден од клучните фудбалери. Да, и ќе ми биде прв тим. Идам make трансфер, потврди и тоа е тоа. Евентуално, значи ова ќе биде мојот тим. Евентуално можам Брн да го извадам и да влезе на негово место Амат или Енцо Фернандес. Уште не сум сигурен, тоа ќе го решам пред почетокот на надпреварите. Да. Моите предлози беа тие, мојот трансфер е овој и ајде се надеваме на уште подобра недела од минатата. 121 бод. Топ. Одиме со надпреварите. Прво дерби викендов. Манчестер Сити Ньюкасл. Прашање е дали Манчестер Сити ќе може да се врати одма после шокантниот пораз во вторникот. Као ќе тепаше Сити со Реал, нели Реал без одбрана ќе игра, сите повредени се. И водство до 86-та минута со 2-1 и пораз 3-2. Ама не е исто Лига на шампиони и Премиер Лига. Мада и во Премиер Лигата минатото коло доживеа дебакл. Пораз од Арсенал со 5-1. Види табела. Изброј на бодови и двете екипи. Победникот од овој меч ќе добие ветер во грб. Јасно е дека Сити нема шанси за титула, меѓутоа ако сакаат барем пласман во Лигата на шампиони следната сезона, мора да слават на надпреварите како овој. И веројатно ќе слават победа. Второ дерби во сабота. Бундеслига, Бајер Леверкузен, Бајер Михен. Ова може ќе биде најинтересниот надпревар овој викенд. Или може би подобро кажано најефикасниот. Ова е дуел на актуелниот шампион и многу веројатно новиот шампион на Бундеслигата, Бајер Михен. И двете екипи газат сезонава, имаат по само еден пораз, ама Бајер Михен има 8 бода повеќе. Ако сега остане Бајер Михен е поразен, толку од битката за титулата. Сега,
Бундеслига, Леверкузен, Бајер Мюнхен се некако асоцира на голови. На 21 надпревар Бајер Мюнхен има постигнато 65 гола. Леверкузен има 49 голови. Значи, ќе паѓаат голови. Најинтересното сепак е во недела. Дерби да Италија, Јувентус Интер. Не дека најавам за Интер. Ова стварно ќе биде најдоброто овој викенд. Едно од најстарите фудбалски дербија во Италија и едно од најголемите ривалства. Уствари, самото име кажува се. Дерби на Италија. Интер се бори за титула, има бод помалку од Наполи. Јуве е пети. Целта е пласма во топ 4 на крајот. И веројатно и двете екипи ќе ги постигнат своите цели сезонава. Да играш Интер дома, ома ќе речев кец, ама вака на гости во Торино може да биде нерешено. Дечки има и други интересни надпревари овој викенд. Меѓу поинтересните може да биде надпреварот Тоттенхем, Манчестер Юнайтед. Ај сега не ги направувам сите, доволни се овие 3 за ова видео. Не забравяйте да притиснете subscribe на YouTube каналот BMG Network, следете ни на социјалните мрежи на Instagram и на Facebook Overtime with TJ и бидете информирани за сите новитети. А на BMG следуваат и други интересни работи. Нов подкаст и други авантури. Убав викенд. Чао!